Преполни вагони со деца, стари и млади луѓе во доцните часови пристигнуваат на последната македонска железничка станица Табановци. Околу 1500 мигранти кои доаѓаат со два воза од Табановци тргнуваат пешком границата со Србија, која се наоѓа на само 500 метри од железничката станица. Пред да го проложат својот пат, мигрантите добиваат храна и вода од граѓански активисти кои секоја вечер со насмевка и добар збор ги пречекуваат. Мигрантите доаѓаат изнемоштени и гладни, а понекогаш и болни. My son is sick, sorry. I cannot talk. Бебе много болно. Што му е? На температуричку. How do you say water in? Ow. 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 In Farsi, huh? How do you say, do you want water? Up me high. Ab me high. And how do you say, do you want doctor? Okay. Drink water. You give me water, yeah? Yes, there is a water here. Велат дека патот до ветената земја ги чини околу 5000 евра и 20 дена возење со брод, воз, автобус и пешачење. Откако ќе земат здив и ќе добијат помош, волонтерите ги упатуваат кон границата. Дел од мигрантите се жалат на опасностите што ги демнат по пат. Други пак сакаат да ги споделат своите надежи за нивната иднина во Европа. It was very dangerous a trip from Turkey into Greece. Maybe I will ask governments and people of Europe and the world to try the best to stop this, what the smugglers do. It's very dangerous. Problem only hungry, no food, no water. I can't afford my study, so I'm going to Netherlands to continue my study. I'm civil engineering student at the Damascus University, and I'm going to Netherlands just to continue my study and reunion my family there. Некои од нив преморени од патот одлучуваат ноќта да ја поминат под отворено небо, да одморат пред да проложат пеш уште 10 километри до Прешево на српската страна од границата. We are just resting out here. After 1 hour we will go on. All together, but we are so tired. Дел од мигрантите, особено афганистанци, кои не знаат англиски или друг јазик освен мајчиниот, наместо веднаш да се обидат да ја преминат границата, заминуваат за селото Лојане и пешачат дополнителни 4 километри. Граѓанските активисти со кои разговаравме се сомневаат дека неколкумина криумчари афганистанци кои се качуваат на воз со мигрантите во Гевгелија ги убедуваат дека за одредена сума пари ќе им помогнат да ја поминат границата и затоа ги водат во Лојане. Предходно во текот на денот го посетивме селото Лојане. Длабоко во шумата наидовме на див камп со стотина афганистанци. Do you speak English? English? No? Никој од нив пред камерата не сакаше да каже зошто тука престојуваат студенати. And it was hard. The boys was, children was hungry. Why you are here in Lojane and not in Serbia already? We will go. Keep to here, immigration coming to Afghanistan, to force mountain going to Serbia. But why wait for days? I don't understand. I don't know. Координаторката на активистите за Табановци, која заедно со нас го посети Лојане, вели дека стравува од имигрантите се измамени. Тоа што го имаме приметено и на Табановци, значи имаме неколку веќе лица познати кои што поменуваат таму. Значи тоа се афганистанци криумчари, водичи, како сакате наречете ги, кои што ги носат групите директно, значи тука, наместо да ги носат према српска граница, кој што 500 метри од станицата, значи кој што релативно лесно сега се поминува, без разлика што постојат шпекулации дека ќе биде затворена, мислам, како може да затвори нелегален премин. Прво, тоа е неможно, а друго, во тек на, 12 сати секој поминува во Прешево, не се враќаат, се прават повремени кампови на Табановци, меѓутоа тоа може да трае една ноќ или максимум до 12 сати имаме видено такво нешто да се случува. Во неколку наврати се обидела да ги посети и да им однесе вода и храна, но луѓето за кои се сомнева дека се криумчари ја избркале. Жителите на Лојане велат дека слушнале за криумчари и во нивното и во соседното село, но не знаат со сигурност дали и во овој див камп тоа е случај. Не знам зашто полиција каже еве џамија горе и долази. Он треба да иде од Табановци право за Србија. Тоа не знам зашто долази овамо Лојане. Капчање има од луѓе, овака од Ѓевđelија до Лојане,
камчaju, uzmaju pare i tako. Само во изминатиот месец, низ Македонија поминале повеќе од 18.000 мигранти кои си ја бараат среќата во некоја од западноевропските земји.